Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Македонија гласа на 8-те локални избори од независноста. Државната изборна комисија излезе со пресекот на излезноста на локалните избори до 11 часот. Што кажуваат бројките и како се одвива гласањето, одиме прво со Сања Димитровска во живо од ДИК. Сања, повери. Државната изборна комисија има направено пресек на излезноста до 11 часот и 15 минути и според обработените податоци во Државната изборна комисија до 11 часот и 15 минути има општини каде што гласале повеќе од 20% од запишаните избирачи, меѓутоа има општини каде излезноста е помала од 5%. Што велат бројките? Разговарам со Адмир Шабани, портпарол на Државната изборна комисија. Колкав е процентот, односно колкава е излезноста до 11 часот и 15 минути? Значи, како што спомнавте, собравме податоци до 11:15 часот од вкупно 3139 избирачки места и според тоа резултираше дека 154.275 граѓани и граѓанки на Република Северна Македонија го имаат остварено своето право на глас. Кажано ова во проценти, излезеноста до 11:15 часот е 9,38%. Во кои општини имаме висока излезност, односно еве повеќе од 15-20%? Општините каде што се забележува поголема излезност, можам да спомнам неколку, секако тука е општината Вевчани, каде што излезността е 16,02%, општината Градско 15,27%, во Кратово се забележува голема излезеност од 16,26%, Крива Паланка исто така со 16,97%, Новаци со 19,13%, Пробиштип 17,64% и општина Чашка со најголема излезеност до 11:15 со 22,60%. Кои се општини каде што имаме помала од 5%? Општина Боговиње спаѓа во општините каде што излезеноста на гласачите е под 5%, односно таму излезеноста е 4,48%, општина Врапчиште со 2,54% и општините Сопиште со 3,93%, Центар Жупа со 4,89%, се општините што ние ги забележуваме кои имаат излезност испод 5%. Што велат податоците за градот Скопје? Околу 9,37% до последниот момент кога го правевме пресекот изнесува излезеноста на гласачите во општините каде што се спроведува гласање и за градоначалник на град Скопје и за членови на Советот на градот Скопје. И уште едно прашање за крај, дали до сега се стигнати поплаки и приговори до Државната изборна комисија како од општински избирачки комисии, така и од граѓани? Нашите тимови, координатори кои се овдека во Државната изборна комисија и секако и тимовите кои се на терен не известуваат за било каков проблем кој би влијаел врз изборниот процес. Се што може да се средува во најбрз можен рок, меѓутоа до сега не се забележани никакви проблеми, освен избирачките места кои беа спомнати на самиот почеток на денот која известувавме за отварањето на гласачките места, каде што Државната изборна комисија донесе одлука да во две избирачки места, односно едно избирачко место во Куманово и едно избирачко место во Штип, да се гласа употребувајќи UV ламба, UV спреј, практично на стариот начин на гласање. Така, јас ви благодарам за овие информации. Ова се информациите од Државната изборна комисија за процентот на излезност до 11 часот и 15 минути. Следната пресконференција овде во Државната изборна комисија е во 13 часот и 30 минути, кога ќе го имаме пресекот на излезност до 1 часот. Да, Сања, ти благодарам. Пред да поминеме на останатите сителови репортери низ земјава, одиме со првичната оценка на изборниот процес што ја даде шефот на мисијата за набљудувачите на изборите на ОДИХР во земјава, Матео Мекачи.
We are here as an international mission. Ние сме овде како меѓународна наблюдувачка мисија да го наблюдуваме изборниот процес, за да видиме дека се е во согласност со стандардите. Ова гласачко место што го гледате позади нас е едно од многуте кое што ги наблюдуваме денес. Нашата мисија се состои од околу 250 меѓународни наблюдувачи кои што наблюдуваат на територијата на целата Република Северна Македонија. Знаеме дека самиот ден на избори е како таков е многу важен, но секако нашата мисија беше воспоставена уште многу пред денот на изборите, со тоа што имавме распоредено 24 долгорочни наблюдувачи на територијата на целата држава, кои што го наблюдуваат целокупниот процес и како што рековме, не само изборниот ден е битен, но туку се битни и предизборните процеси, како и процесите после самиот ден на изборите. Секако ги следиме сите аспекти кои што се поврзани со самите избори. Тука може да ги споменеме регистрацијата на гласачи, самата кампања, финансирањето на кампања, пристапот до медиуми, гласањето на самиот ден на изборите, пребројувањето на гласовите и така натаму. А МВР тековно ги регистрира нарушувањата на предизборниот мол како и евентуалните инциденти или неправилности, што е досега констатирано од изјавата на портпаролот на МВР Гоце Андреевски. За време на предизборниот молк, во текот на вчерашниот ден, па се до 7 часот денеска, односно до отварањето на избирачките места, регистрирани се 20 пријави за нарушување на изборниот молк, од кои 6 на подрачје на СВР Скопје, 4 на подрачје на СВР Куманово, потоа СВР Велес 3, по 2 настани на подрачје на СВР Охрид, СВР Штип и СВР Битола и 1 на подрачје на СВР Струмица. По превземени мерки не се потврдени пријавите за 15 настани. Покрај ова регистрирани се 47 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк, кои се однесуваат на повик за гласање на одредени кандидати, како и објавени видеа и слики од партиски активности во штабови. На сите подрачја гласањето на болни и изнемоштени лица и затвореници помина без нарушување на гласањето, а регистриран е само 1 настан. А сега одиме во живо низ цела Македонија, прво во најбројната скопска општина аеродром Наташа Мерсовска, што велат бројките и како се одвива текот на гласањето? Добар ден, Тино. Без никаков застој се одвива гласањето во најголемата скопска општина, општина Аеродром. Овде право на глас имаат нешто по 70.000 граѓани и навреме беа отворени сите избирачки места. Меѓутоа, за тоа како тече самиот процес, требаше одговори да ни даде заменик председателот на ова избирачко место Игор Стојчевски. Предпоставувам дека во моментов на вистина има голем број на граѓани кои што го остваруваат своето право на глас, па не се појави да даде изјава за сител. Вели дека излезноста е слична како изминатите избори, односно се движи некаде помеѓу 7 и 8%. Таша, ти благодарам, ти продолжуваш натаму следна чинаме Скопската општина, Кисела вода. Ни одиме во Бутел, таму е Маријан Ников. Што велат, Маријан, твоите податоци? Токму така се наоѓаме во општина Бутел во основното училиште Панајот Киновски, меѓутоа за податоците секако нешто повеќе од нашиот соговорник, председател на изборно место во општина Бутел Дарко Николовски. Еве конкретно како е кај вас, како почна гласањето и секако за вашето избирачко место? Добар ден и од мене. На нашето избирачко место гласањето започна во најдобар ред, беше отворено на време, без никакви проблеми. Гласачите доаѓаат и во моментот излезноста во општина Бутел до 11 часот е 10% или 3307 гласачи досега го оствариле своето право на глас. Како што нели поминува времето, се поголем е бројот на гласачи кои што доаѓаат за да го остварат правото на глас. Уште едно од оние технички работи до 19 часот е гласањето. Секако тие што ќе бидат влезени, тие ќе им биде дозволено правото да гласат. Секако, значи сите оние кои што заклучно до 19 часот ќе се најдат на избирачките места, ќе може да го остварат правото на глас.
Благодарам, Дарко. Секако тука ќе бидете вие и понатаму, не само до 19 часот, поте имате и она друга врска да ги преброите гласовите. Колега Тино, слушнавме како е во Бутел, она што јас го забележав во овие 30 на минути додека сме тука, фреквенцијата е зголемена, како одминува времето, секако граѓаните го користат своето право на глас, како одминува денот, можеби во оние пладневни или часови на пладне има и најголема фреквенција на гласачи. Ти благодарам, колега Ников. Дарко Штарговски е веќе во Демирхисар. Што велат бројките во Демирхисар, Дарко, и дали е се регуларно според прописите? Да, Тино, според информациите кои што ги имаме од Општинската изборна комисија, тука во Демирхисар гласањето се одвива во мирна, фер и демократска атмосфера. Сите 33 избирачки места се навреме отворени. Тука своето право на глас денеска можат да го остварат 6531 граѓани кои што избираат помеѓу 5 кандидати за градоначалник и 4 листи на советници. Инаку излезеноста до 11 часот во општина Демирхисар изнесува 12,8%, што е некаде за 5% помалку кога ќе споредиме со претходните локални избори 2021 година, кога во 11 часот таа излезност изнесувала 17,8%. Инаку исто така имаме намалување и на бројот на регистрирани избирачи за разлика од претходните локални избори за 559 граѓани. Инаку како се одвива текот на гласањето на најголемото избирачко место во општина Демирхисар 0624, ќе ни каже заменик председателот на ова место Никола Нешковски, дали на време беше отворено местото и дали се регистрирани некакви неправилности или се одвива во нормална и мирна атмосфера? Денешниот ден започна во мирна, фер и демократска атмосфера. Нашето избирачко место немаме никакви досега проблеми. Значи на време отворено и самото гласање се одвива непрекинато, не е нарушена волјата на ниеден граѓанин. Конкретно на нашето избирачко место 0624 до 11 часот официјални резултати на излезеност имаме 15,83. Според нас излезеноста сега во моментов е околу 22% во нашето избирачко место. Значи не официјални податоци до 12 часот. Да, тоа се неофицијални податоци за ќе конкретизирам за нашето избирачко место 0624 како најголемо место во општина Демирхисар. Како што и претходно кажав, за некаде 5% на ниво на целата општина е намалена излезноста. На што се должи тоа? Па веројатно тоа се должи на младите почесто ја напуштаат нашата земја, помалите места се некако во полоша ситуација и прочистување избирачкиот список, па така од претходните избори имаме во оваа општина намалување на бројот на гласачи, како што и самите споменавте на почетокот на вашето обраќање. Ви благодарам за овој краток разговор. Студио, тоа беа најновите информации од општина Демирхисар. Дарко, ти благодарам. Ние одиме во најголемата општина во Македонија, Куманово. Даниел Василев со своите информации и податоци за излезеност и текот на гласањето. Токму така, Тино, Куманово е најголемата општина во државата, околу 94.000 луѓе имаат право да го искористат својата граѓанска должност и да гласаат на овие локални избори. Според информациите кои што ги добив, сите избирачки места се отворени точно на време, а за тоа дали досега има некакви нерегуларности, во живо ја прашувам председателката на изборната општинската изборна комисија Кристина Цветковска. Господја Цветковска, кажете ми како тече гласањето, дали досега има некакви нерегуларности и инциденти? Гласањето тече без проблеми, сите избирачки места во општина Куманово се отворени од 7 часот. Какви се статистиките, колку досега гласачи излегле да го дадат својот глас? До 11 часот од вкупно 80 обработени проценти е 7,57% гласачи, односно 6850 гласачи од 94.000 на граѓани на општина Куманово. Ви благодарам за овие информации. Тино, ова се сите информации кои што ги имам во овој момент од Куманово. Тоа Даниел Василев продолжува со својата турнеја низ Македонија. Од име на истокот на земјава со Трајан Ристовски. Трајан, ти си во Кочани. Веројатно таму е најинтересно како се одвива процесот на гласање.
Така тино се јавувам од Кочани, градот кој што пред 7 месеци го погоди страотна трагедија. За текот на изборниот процес разговарам со председателката на Општинската изборна комисија, госпоѓата Билена Димовска-Гичева. Госпоѓа Гичева, колку вкупно гласачи има во општината и на колку избирачки места излегуваат да гласаат? Во општина Кочани имаме вкупно 32.503 гласачи во 63 избирачки места. Како досега се одвива изборниот процес? Досега изборниот процес се одвива добро. Во една компарација, колкава е моменталната излезност на гласачите до 11 часот, веќе ги имате податоците ке вас? Моменталната излезност до 11 часот во проценти е 9,91% или 3215 гласачи. Споредбено со претходните избори за истиот период, може ли да направите една компарација? Споредбено од минатиот изборен циклус, 15% излезност до 11 часот имавме. Благодарам. Тино, од Кочани се селиме во Виница, од каде што ќе биде моето следно јавување. Трајан Ристовски во живо од Кочани. Сега одиме покрај Охридското езеро, во Струга, Нина Ритоновска, што велат бројките сега до 11 часот. Токму така, Тина, моментално се наоѓаме пред Општинската изборна комисија во општина Охрид, каде граѓаните гласаат, поточно во Струга, каде граѓаните гласаат на 101 избирачко место. За тоа како тече изборниот процес, разговарам со заменик председателот на Општинската изборна комисија на општина Струга, Деспина Влаќевска. Деспина, до овој момент како тече изборниот процес? Навремено се отворени сите гласачки места, не се пријавени некои неправилности, освен некои технички проблеми околу апаратот за гласање. Нашиот IT тим реагира навремено. Согласно избирачкиот список, право на глас има 62.711 гласачи. Ова е податок официјално добиен од сајтот на ДИК. Така што досега заклучно од прилика 11 часот право на глас остварили околу 8,8% од гласачите. Тоа е 5.014 гласачи вкупно. Дали имаше досега некои реакции или реагирање од страна на избирачките места до вас за некои нерегуларности или неправилности во избирачките места? Официјални некои детали не, за се што треба веднаш реагираме и технички од аспект на примена на изборен законник. Навремено беа отворени сите избирачки места и доставени избирачките? Да, навремено доставен беше вчера, дел од избирачките места зема и денес. Немаше никакви неправилности во однос на тој дел. Благодарам за гостувањето на сите. Тино, тоа е од Општинската изборна комисија од општина Струга. Најавувам ново линковско вклучување од Вевчани. Ти благодарам, Нина. Одиме на југоистокот на земјава, центарот на југоистокот Струмица. Зоран Ѓорѓев. Зоран повели прво вклучување денеска, веројатно богато. Токму така, прво вклучување, поздрав од Струмица и од југоистокот на државата. И овде според оние првични информации што ги имаме од општинските изборни комисии, гласањето е започнато навреме и се одвива без никакви проблеми. Ние се јавуваме од центарот на Струмица, од едно од избирачките места, каде што исто така гласањето тече без никаков проблем. Инаку во Струмица за овие избори вкупно се запишени 50.175 избирачи. А до овој момент, односно до 11 часот, своето право на глас го оствариле 10,8% од запишаните избирачи или гласале 5.430 граѓани. Без проблеми гласањето се одвива и во општина Босилово, каде што до 11 часот гласале 671 граѓанин или 5,50%. Во Василево процентот е малку поголем, 9,12 или 1004 гласачи, а најголем одзив барем до 11 часот во Струмичкиот микрорегион има во општина Ново село, каде што своето право на глас го оствариле 12,8% или 1414 граѓани. За текот на гласањето, за тоа дали има некакви проблеми, дали се е во ред, разговаравме и со дел од членовите на избирачките одбори овде во Струмица, па да ја слушнеме изјавата.
14, како тече гласањето до овој момент, дали има некакви проблеми, каков е одзивот на гласачите и почем како е целиот тек? До 11 часот излезеноста некаде околу 10,5%, односно од 336 гласачи, до сега се излезени некаде точно 74. Проблеми немаме никакви, гласањето си тече најнормално, луѓето си ја знаат својата работа, ние си ја знаеме нашата работа, се е без проблем. Некои нејасноти за дел од луѓето околу процесот, процедурата или се поминува без проблем? Се поминува без проблем. Да, Зоран Ѓорѓиев од Струмица, следно јавување од некои од руралните богати општини на југоистокот од земјава. А сега е момент да направиме една анализа за излезеноста во овој прв круг од локалните избори со претходните изборни циклуси од Ситоловиот аналитички центар. Александар Спасовски ужива во бројките. Повели, што велат тие? Тино, немаме некои големи отстапувања во рамки на она што го очекував, мимо одредено благо намалување на излезноста, но не да речеме, ајде, така забележително. Одиме веднаш 9,44 беше последното кое што го добивме од Државната изборна комисија. Овде имаме 9,39, но кога се обработија некои 99,5% од сите избирачи, дојдовме до 9,44, што е некое благо намалување, како што кажа, во рамки на оние очекувања од 1 поен во однос на изборите во 2021-та, кога излезноста била 10,3%. Овие излезности што се гледаат овде од изборите од 2017-та и изборите од 2013-та се однесуваат на излезност до 10 часот, имајќи предвид дека таква беше методологијата на Државната изборна комисија, тогаш и излезноста се мереше на поретки интервали. Значи ова е до 10 часот, а ова е до 11 часот 2021 и сега во 2025 година. Овде имаме излезноста во Скопје 9,65, тоа е едно благо зголемување на излезноста во однос на она што го имавме на изборите во 2021 и ќе видите понатаму дека тоа го прават практично оние општини каде што доминираат граѓани кои што се од албански етнички состав. Благ раст, како што кажав, може да се види дека овде, за разлика од практично сите останати градови низ Македонија, имаме зголемување во однос на 10 часот од 2017 година. Секако не е за очекување да ги достигнуваме оние бројки кои што беа во 2013-та, имајќи предвид дека тоа е годината кога имавме практично и еден рекордна излезност на избори што се однесува на локални избори. Инаку вкупно гласале 172.000 граѓани до 11 часот. Одиме на следниот телоп, каде што ќе видиме каква е излезноста во главниот град и може да се забележи дека најголема излезност има во општина Кисела Вода, 10,6% излезноста до 11 часот. Кога ќе се направи споредба, сепак тоа е помалку од излезноста која што сме имале во претходниот изборен процес во 2021 и може да забележите дека практично така некако изгледаат сите општини во Скопје каде што доминира население од македонски етнички состав. Како што кажавме, има одредено благо намалување во однос на излезноста кој што се движи меѓу 1 и 2% поени. Одиме во наследната графика каде што ги имаме поголемите општини низ Македонија и може да се забележи дека веќе во одредени општини, особено онаму каде што, ајде така да кажеме, немаше некоја поголема неизвестност во пресрет на изборите, има намалување на излезноста. Битола некои 3 поени, Куманово тука имаме раст на излезноста од нешто под 2% поени, во Охрид имаме намалување од 3 поени, во Прилеп тука некаде сме, во Струмица и намалување од 4% поени во општина Штип. На следниот телоп ги имаме општините каде што доминира население од албански етнички состав и веќе забележувате едно зголемување на излезноста. Ако во општините каде што живеат доминантно македонци има намалување од 1 до 2 поени, еве на пример во Кичево има зголемување од 1,7% поени, благо зголемување бележиме и во Струга. Тука некаде е општина Тетово, може да забележите 50% раст на излезноста до 11 часот. Во општина Сарај
од 6 на 9 поени е излезноста. Слична е ситуацијата и во општина Чаир, каде што од нешто под 7% излезност во 2021-та скокаме на над 9% излезност, нешто под 50% излезност. Како што веќе кажав, ова се општините каде што има зголемување на излезноста, а Тино, како што и напоменавме, тоа си општините каде што и практично има некоја поголема неизвестност која што и се најавуваше во целиот овој предизборен процес. Ќе видиме што велат калкулациите до крајот. Александар Спасовски со анализата на излезеноста на овој круг локални избори со претходните изборни циклуси. Благодарам. Следното издание на вестите во 14 часот, во пресекот на излезеност за 13 од Државната изборна комисија